Јулското културно лето во Виница започна со проекција на два филмови. Славниот филм на Лабина Митевска "Господ постои, името е Петрунија" и филмот кој ги освои детските срца "Кариран нинџа". Посетеноста на отвореното кино сигнализираше до локалната власт дека е време да се реконструира старото кино во градот. За прв пат во историјата на Виничко Кале се случи театар под отворено небо, монолог на нашиот шоумен и актер Игор Дамјанов, кој сакаше да докаже дека сепак Господ постои. Монодрамата "Страстите на Илија" пак го наполни Виничкото Кале. Од театар до поезија, павловденскиот репертоар го надополнија и стиховите на поетот и колумнист Тихомир Јанчовски, кој направи вечер за паметење во Виница. Навистина ми беше големо задоволство да бидам тука со оваа публика во Виница. Пред само 2-3 недели бев и во Кочани и сега она што ми останува, бидејќи во Штип веќе сум бил, следното е некако да направам, да излезе, да може да гостувам и во Берово и Пехчево и во Делчево. Музичкиот пакет понуди избор на сите генерации. Бендот на Добрила Грашевска не врати во старите добри времења. Старите чалгиски песни кои публиката ги пееше во дует со Грашевска. Виница е една од најдобрите публики која што со големо внимание го следеше нашиот настап и со големо внимание учествуваше и беше интерактивна во целата музичка продукција која што имавме вечерва на сцената. Се слушаше и модерен джез со групата Филч, кои во Виница го промовираа својот најнов албум Underdog. Духовното чествување продолжи на Павловден со литија и кршење на славскиот колач во присуство на владиците Пимен и Иларион, а беше заокружена со свечена седница на која беа наградени правинците на генерацијата. Градоначалникот Димитров даде отчет за сработеното во 6 месеци. Браво, колега! Аплауз за Игорчо! Врв на чествувањето беше концертот на Дошт со Игор Џамбазов и Гуру Харе. Концерт кој започна еуфорично во стил и амбиент кој се очекуваше од македонската легенда Џамбазов, но времето го скрати задоволството на многумина кои накиснати мораа да си заминат пред време. Како и да е, Виница лани и оваа година за прв пат патронот на градот го одбележа со квалитетна програма која траеше цела недела и која ги опфати сите генерации, а општинскиот буџет го чини околу 350.000 денари.